Пешачењето и рекреирањето во планина носи многу бенефити за здравјето. Токму затоа младите треба што повеќе да се насочуваат кон планинарењето. Во планинарскиот клуб Љуботен велат оти добро е ваквиот тип на активности да бидат вклучени дури и во самиот образовен процес. Тука треба да земат голема улога и училиштата, посебно нели овие основните и средните училишта во градот, каде што преку своите програми ќе ги насочат нели младите. Ние сме тука како планинарски клуб да им организираме нели тура која што ќе биде нели според категоријата на ученици или на средношколци каде и како ќе се движат. Ние тоа сме отворени секогаш да го направиме, но сепак нели се училиштата се оние кои што треба да почнат да работат затоа што движењето и рекреацијата во планина секогаш ќе остане без разлика нели дали се занимавале со некој спорт професионално или не. Ова останува и нели во текот на годините, без разлика што во животот се случува, планинарењето станува еден начин, еден стил на живот кој што човек го користи, а добива голем број на бенефити, а тие бенефити се нели листата е голема. Планинарењето е подеднакво убаво во секое годишно време, особено на шарпланинскиот масив кој изобилува со природна убавина, вели Божиновски. Клубот веќе го има донесено годишниот календар на активности кој вклучува разни планинарски тури, но и довршување на реконструкцијата на планинарскиот дом на Љуботен. Активностите тука на локално ниво се организираат со искачување на зимски искачување на Љуботен, на Титовар, потоа се прошетки со оние околу Попашапка со оние дрезги, односно сноушуз кои што се движат во снегот. Исто така активностите се насочени кон идно работење со планинарските домови кои што ги има планинарскиот клуб Љуботен. Знаете дека лани работевме доста на планинарскиот дом на Љуботен. Работата не е завршена, треба да се продолжи со обновување на домот, така да еве во овој период додека е снегот горе, ние се припремаме тука со планови проекти, а од мај месец да започнува и нели доградбата и реновирањето комплетно на планинарскиот дом. Планинарскиот клуб Љуботен од Тетово е формиран далечната 1925 година. Членовите организираат планинарски тури не само на Шара, туку и по другите планини во Македонија.